Hristos воскресе od mrtvite, со смртта смртта победи и на оние гробовите живот им даде. Со мир во душата и љубов во срцето, да простуваме, да се сакаме и почитуваме. Христос воскресе. Разгласувајќи ја веста за Христовото воскресение, бијат ли бијат, силно одекнаа црковните ѕвона во градот чувар на македонското православие. Великденски блесок во центарот на православието. Радосен глас на полноќ беше најголема тишина која пробуди чувство на спокој кај секој православен христијанин. Претести Божите храмови ги отворија ширум портите за оние кои доаѓаа да запалат свеќа. Верниците покрај личните желби пренесоа и силни пораки. Јас ќе си посакам за сите благодет, да има љубов, среќа, разбирање, да се сакаме, да ја сакаме Македонија. Тоа е наша гордост и татковина. Тешки денови се за Македонија и треба да се бориме и да бидеме силни. Бидејќи сметам дека Охрид е балканскиот Ерусалим, можам да кажам дека и пошироко. Охрид е познат по црквите, по славењето на верата и мислам дека е добар град за да се прослави овој христијански празник овде. Ова е посебен празник кој буди многу убави чувства. Најпрво би се посакала здравје, среќа за најблиските фамилијата. Убава среќа за сите. Како го доживувате верите? Ко секој година радосно, весело и среќно. Да е мир, да е убаво, да има благодет. Тоа е најбитно. Христијанската љубов дава и заборава, поднесува и простува. До срцето на твојот ближен можеш да дојдеш само со срце. Великден е вистинска можност целото семејство да се собери на заедничка трпеза. Великденската софра е најбогата, во чест на Бога се принесува се што е најубаво. Охрид од памтивек негова обичај поврзани за овој светол ден. Се приготвувал благ леп или колак со 10 до 12 јајца, специјално наменет да се однесе кај турците или кај другите муслимани во Охрид. Тоа е традиција што можеби денес се изгубила, но носењето на великденски јајца кај муслиманите е традиција што е останата и до ден денешен, како почитување меѓу народите што живеат тука и националностите во Охрид, како еден пример на соживот што е долговековна традиција за градот Охрид. На полнок верниците се кршија со великденски јајца, а потоа полека ги напуштаа Божите храмови. Централната богослужба традиционално се одржа на Плаошник во Свети Климентовиот храм Свети Пантелемон и од тој споменик на верата и убавината ки нисавме по тесните калдармисани сокаци каде се слушаа само чекорите на верниците. Христос воскресе! Навистина воскресе! Христос воскресе! Навистина воскресе! Христос воскресе! Навистина воскресе! Христос воскресе!